На оваа тема Мартин Николовски е на линк заедно со Лазо Миновски. Дали неговиот соговорник, кој што вообичаено патува со велосипед, стигна навреме на закажаното место, каква инфраструктура имаме, каква е велокултурата во Македонија, колку се заштитени велосипедистите, колку знаат и колку носат заштитна опрема. Тука е Мартин, да видиме дали е тука и Лазо. Добро утро, Мартин. Ке му посакаш добро утро и на соговорникот. Добро утро. Добро утро, Бранко, добро утро, Јована. Токму така мојот соговорник Лазо Миновски е тука. Стигна на време и покрај големата гужба што е овде на мостот Гоце Делчев, како што може да забележиме, навистина има доста голем сообраќаен метеж, но темата во моментов ни е велосипедската култура. Токму на оваа тема разговараме со велосипедистот Лазо Миновски. Лазо, добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток кажете ми колку велосипедисти циркулираат низ скопските улици? Последниве 10 години сметам дека се повеќе циркулираат велосипедистите него автомобилистите, иако пак автомобилистите не сака да ги остават своите автомобили. И затоа се случува оваа гужва што имаме денес. И затоа стигнавме на време за да се дадат со велосипед. Си извозев, нели, спортско, рекреативно, на време, зелен превоз и така натаму. Сметам дека многу велосипедисти имаме во моментот. Имаме ли инфраструктура за велосипедистите? Инфраструктура, хајде да кажам, секоја година се повеќе и повеќе имаме инфраструктура, но сметам дека не е доволно. Зашо не е доволно? Затоа што пак на нашите велосипедски патеки се мешаме со пешаците, пак се мешаме, најголем проблем ни се луѓето кои возат тротинет. Тука имаме голем проблем и големи сообраќајни незгоди ради тротинетиве. Иако ние сме како најранлива гранка во сообраќајната култура. Така, можеме да забележиме нервозни возачи, пешаци, па дури и велосипедисти. Каква е сообраќајната култура овде во главниот град? Овде кај нас, не само кај нас, ова го има сегде во целиот свет, во комуникација со велосипедисти од целиот свет, не само од Европа, баш од Јужна Америка, Азија. Не дека ние сме најспремни, јас верувам дека има и велосипедисти, не верувам, него 100% така кои немаат баш сообраќајна култура, смета дека они се најпаметните и најранливи, дека нив секој треба да внима на нив, ама пак ќе кажам, автомобилистите го земаат првото место, затоа што се додека не сватат дека ние сме дел од сообраќајот, ние велосипедистите, затоа се случуваат овие незгоди. И нас и моторциклистите во моментот во Скопје, во Македонија, не сметаат во сообраќај. Така. Кажете ми, Лазо, колку се почитува носењето на кациги и какви се санкциите за оние што не носат кациги? Во Македонија во моментот немаме закон за носење кацига, имаме закон за носење светлосна група, предни задно светло. Искрено, јас кога го возам низ град, не носам кацига, но кога излезам на тренинг, дали да се повозам на асфалт, дали на планина, дали било каде, обавезано сум кацига предно и задно светло. Често сме сведоци на сообраќајни несреќи, колку во тие несреќи се инволвирани велосипедистите? Имате ли некакви податоци? Јас немам таков податок, но секој ден по социјални мрежи, по портали читам, секој ден има или велосипедист или моторциклист. Секој ден, значи мислам дека сообраќајните незгоди се многу големи. Така. За крај на нашиот разговор, од аспект на спортист, на планинарно и велосипедист, која е пораката што сакате да ја испратите, особено од оние што го користат велосипедот како превозно средство? Ништо сега види, не знам каква порака да им оставам, не знам дали го сакаат велосипедот само како превозно средство или сакаат да си направат некаков тренинг или да се спремат кондиционно за некаков подвиг. Ништо, само да седнат да возат велосипед. Не е битна километража, не е битна дистанца, не е битна просечна или максимална брзина, само да седнат и нека извозат. Така, Лазо, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам. Колеги, разговаравме со велосипедистот Лазо Миновски за велосипедската култура овде во Македонија. Благодариме, Мартин, благодарности до Мартин разговараше со велосипедистот. Да. Со тој велосипедист, да. Ти благодариме, Мартин, и му благодариме на Лазо исто така.